Мислам дека овој настан промоцијата на брошурата 10 лауреати е мощна и значајна не само за културата во Струмица, туку и воопшто во цела Македонија и во меѓународни рамки, затоа што ова е покренување на една издавачка дејност комплементарна со организацијата и со филмските активности на Теверополската филмска алијанса и Астерфест и за окружување на еден циклус кој што започна 2005, односно 2006 година со востановувањето на наградата за животно дело Астер, кое што веќе 7, односно 8 година се доделува на ова наша филмска манифестација и ги краси аурите на бројни звезди, филмски автори кои што зачекориле на струмичка почва и кои на некој начин не доаѓаат само нели во Струмица да го видат урбаниот дел, туку и бескрајната чудесна шир во околината на Струмица, поврзана со митските и древните моменти. Тука алудирам на извонредното предворје на манастирот во Велјуса, каде што ги одржуваме Астер портретите и Теверополските филмски беседи секоја година во чест на лауреатите. Тоа го правиме со благослов на владиката Наум и секако ова е интересна прилика да се заблагодарам на покровителите на Собранието на општина Струмица, на городначалникот, на Министерството за култура и Министерката за култура и нормално сите останати помагатели, медиумите и сите оние што го красат овој филмски фестивал, со надеж дека ова издавачка дејност ќе продолжи, а во догледно време ќе ги објавиме и следните, односно годинешните лауреати на Астерфест. Тоа се надевам дека ќе биде во текот на овој месец или во почетокот на април, со што ќе се отвори еден нов полигон на создавање на терен, подготовки за 8-то издание, кој што ќе се одржи под мото Одисеја 2012. Тоа е мощна значена филмографско-хронографска граѓа, кое што на своевиден начин со еден свој авторски печат значи за окружување на македонски и на англиски на опусот и делата на тие 10 лауреати што зачегориле на струмичка почва, што дошле во Струмица, се дружеле со струмичани, со македонските филмски работници и со останатите фестивалски гости и секако нивниот агол на гледање на работите, затоа што тие повеќето од нив прв пат дојдоа во Струмица и прв пат го видоа тоа звездено поднебје, ако можам така да се изразам, во струмичкиот крај, ги видоа и ги посетија нашите знаменитости, нашите уникатности, а сето тоа го прави нашиот фестивал што поавтентичен, што поинтересен и што поразличен од другите манифестации во државата и во светот. Така. Од 25 до 29 мај треба да се одржи 8-то издание на меѓународниот филмски фестивал Астерфест под мотото Одисеја 2012, а лауреатите ќе бидат познати наскоро. Ние преговараме со врвни имиња, значи ова година исто така ќе имаме исклучителни гости во рамките на расположливите услови, перформанси и финансии. Ќе направиме се да изданието биде поквалитетно, поинтересно и избогатено со нови актуелни содржини.